Почитувани гледачи, добро вечер и овој пат ќе ви кажам дека отвараме една нова епизода од серијалот наречен Животна приказна. Јас сум Здравкица Милич и овој пат ќе имам одличен соговорник кој 3 децении веќе скоро екзистира на музичката сцена, само толку ќе ви откриам, но сепак не верувам дека ја знаете целата негова животна приказна. Затоа ќе биде овде, секој од нас ја плете и креира својата приказна. Ќе слушнете за кого станува зборот кратката најава. Роден е во Кавадарци 1975 година. Со музика започнува да се занимава уште од најмлади години, а најголем виновник за тоа е неговиот повозрасен брат. Ти, само ти, Бекрија љубовџија, Солзи нека пресушат, Љубовен танец и уште многу други се само дел од неговиот богат музички опус. Дами и господа, наш гостин во најновото издание на Животна приказна е популарниот пеач на народна музика Маријан Коцев. Бекрија љубовџија, лазне мајка, што ме родила. Слушавте и видовте за кого станува збор и не треба некоја посебна најава. Се надевам дека ќе имаме одличен муабет. Маријан Коцев, добре дојде во Животна приказна. Многу ми е драго што многу години не сме се видела, а за тебе можам да кажам дека си непроменлив. Прво ви благодарам на поканата и зубавите зборови, па колку се држиме те природата не чува. Генетика, нели? Малку и генетика, но нешто човек кога ќе помине на млади години, па тоа се одгледува сега, односно се огледува на овие повозрастни поздравите. Ќе дознаеме нешто повеќе. Повели, Маријан, ова е твојата позиција. Се надам дека ќе слушнеме, иако кажа во најавата дека скоро 3 децении екзистираш на музичката сцена и можеби нема нешто што публиката и не го знае за тебе, но професионално. Приватно и не верувам дека нешто посебно. Секоја индивидуа, секој човек си има своја приказна, животна приказна. Така и јас. Почнувајќи од мали нозе, имав еден период каде што не само јас, туку и мојата фамилија борба водевме со една болест, да ја кажам, со диабетис. После тоа доаѓа време на опоравување, па доаѓа еден убав период каде што царува музиката, царува хармонијата во фамилијата, со еден збор убав живот. Тоа ми е драго да го слушнам и на самиот почеток, како и сите гости, така и тебе, ќе те прашам како си во моментов и кој најчесто те прашува искрено од срце како си? Па некако тоа и како си, добро сум, фала, како сте вие, тоа некако во последно време формално ни оди, не вистински да го прашаш човек како е, едноставно како успат, како е, што има. Али ја нема она вистинската тежина како си, например, што е, што се случува со тебе и после што следува, што имаш во план, како си за понатамошниот тек на животот. Дали имаш чувство дека луѓето повеќе сакаат да слушнат за жал дека не си така добро отколку кога ти се случува нешто убаво? За жал така е. Тоа се приметува, барам јас го приметувам. И моите години, искуство и кафаната, сето оно што имам поминато, се приметува кога прашањето е вистински, а кога е површно. Колку луѓе имаш околу тебе кои што вистински те прашуваат? Не многу и немам време за повеќе дружба, но тие што ги имам, сакам ако пијам кафе денеска, сакам да си направиме еден убав муабет, да си разговараме на повеќе теми. Не само добар си што ако ти треба помош да ти помогнам, ако ми е тешко исто така да го очекувам јас од другата страна. За жал, во поголемите градови се живее многу побрзо, брзо темпо и нема време многу за комуникација, нема време за оној опуштен живот, опуштена атмосфера, фамилијарно одење, родбински врски, пријателски врски. За жал,
Тоа го нема. Во помалите градови мислам дека се уште го има. Се уште постојат Да. тие некои вредности. И серенади, и софри, и јадење, и пиење, и музика. Дали тоа значи дека можеби никогаш си се покајал што од Кавадарци си дошол да живееш во Скопје? Никогаш до сега не сум се покајал, но на време ја што го поминав во Кавадарци, јас му го посакувам тоа што јас го поминав на секој едно дете или човек да го помине јас тоа што го поминав. Што тоа значи дека си имал убаво детство, дека Убаво детство. Со исклучок на тие 2-3 години, но да бидам искрен, сега кога станав јас родител, сега ја сваќам тежината тоа што го поминале тој пат моите родители. Мене ми е жал за нив тоа што го поминале. А јас како дете, тоа што го поминав, дете како дете, и инсулин, и инекции, доктори, како да кажам, ми беше се исто. Да, не ја сваќаш тежината. Не ја Апсолутно, сваќам. и затоа чисто родителите ни велат кога вие ќе бидете родители, ќе сватите Токму, зашто тоа е големо школо. И многу има тежина во таа реченица. Деца, кога ќе порасните, кога ќе вие имате деца, и тоа е точно. Моите исто така ми го зборува. Многу пати сум ја прашувал и мајка ми, и татко, моите покојни родители, зошто плачете? И после, од кога ќе се смират со плачењето, ќе кажат, еден ден кога ќе станеш и ти родител, кога ќе видиш, кога ќе те боли за своје дете, тогаш ќе видиш како е. И тоа е не 100%, тоа е 1.000.000% така. Да, колку или кои 3 работи, да кажам, први кои што во моментов можеш да се сетиш да асоцираат на Кавадарци и ти недостасуваат? Има многу. Има многу. Значи, првенствено, кога бев во основно училиште. После тоа го сменивме и живеалиштето. Од стан се преселивме во куќа. Исто ново мало, нови другари, нова екипа, фудбал, дружби. После година-две почна и музиката. Од толку мални нозе? Да. Една година вежбање, учење заедно со мојот брат, кој што јас сум негов производ. И значи јас од дома директно отидов у кафана. Ретко излегував, На колку години беше тоа? па од 16 почнав. Значи во тинејџерски години. Од тинејџерски, од 16, од враќањето на мојот брат од војниот рок, се врати, оформивме група по негова волја. Направивме група, почнавме со проби и почнавме одма да се свират свирки, секако вид забави, кафани, ресторани, свадби. Па после тоа почна фестивали. Така, дали тоа беа првите заработени пари или хонорари, како веќе? Првата свирка што Се сеќаваш ли каде се беше? сеќавам, се сеќавам, тоа беше на еден банкет. Мислам дека беше во село Возарци. И искрено не знам колку пари, но знам дека многу вредеа. Во споредба со денешните. Не знам колку би било, но сигурно многу. Може и повеќе од една плата. Во тоа време? Во тоа време. Да, сигурно сега, бидејќи веќе години наназад нема банкети, Нема. некои, можеби, новите генерации не знаат зашто станува збор, значи испраќање во војска. Во војска. Така, тоа беше навистина доживување, веселба за сите. Такви Освен за периоди оној имаше, кој оди. такви периоди имаше 4 пати во годината, значи не знам, мартовска класа, имаш или априлска, па јулска, септемвриска и јануарска. Така, ти беше во војска? Не, јас не сум бил, бидејќи со тоа што го помирав со дијабетисот, бев ослободен. Аха, од тие причини. Бидејќи требаше посебна храна, се беше посебно за мене, така да бев ослободен од војниот рок, иако сега би сакал да одам. И предлагам да се врати Да војската. се врати, да. За сите. Поготово поради дисциплината. Колку твоите родители влијаа на твоето воспитување, иако и самиот кажа од дома или од улица, замина во кафана. Со што се занимава? Кој беше нивниот совет? Дали некој од нив се занимаваше исто со музика и какви беа нивните совети кога ти и твојот брат одлучивте да се занимавате? Ја живеев во едно
И пораснав во едно прекрасно семејство. Родители кои што беа жртви за своите деца. До самата смрт, до последниот ден. Не можам да дојам кој повеќе, значи исто. И мајка ми и татко ми. Посебно се сеќавам кога бев со висока гликоза, значи со големи проблеми, со температури, со болки во екстремитети и шокови. На колку години На 7,5. На 7,5. Значи јас тоа не можам да го заборавам и иако ми било значи многу тешко, јас сум многу благодарен што имав такви родители. Многу среќно семејство беме. Имаше ли тешки моменти освен болеста, да наречем? Освен тоа не. Но за среќа и тоа и се заборави. После тоа, како што спомнав, дојде музиката, прво брат ми свиреше на хармоника, па тие дружби, имендени, слави од страната на татко ми и мајка ми, значи целата нивна другарска екипа, значи секој месец по еднаш, по два пати имало такви седенки и серенади со песна. Значи тоа што било поминало, тоа да не кажам и се заборави. Нормално, лошото треба да се заборави, да се гледа на убавите нешта. На убавите нешта кои што следуваат. Значи имало многу песна, многу интересни моменти, серенади, дали за Нова година, дали за било која слава, дали Свети Атанасија или Свети Јован или Свети Никола, некој морало да се вика или Зоран или Петар или Павле, нон-стоп имало низ цела година тие убави домашни седенки, серенати. Кога починаа твоите родители? Мајка ми почината август 2012, а татко ми минатата година во февруари. Дали, да, како го поднесе сето тоа, предпоставам дека загубата на родител нормално е нешто што како да оди или заминува дел од тебе, но сметаш ли дека си се одолжил на вистински начин на родителите за оно што го направиле за тебе? Јас имав една желба и после секоја отпеана свадба, пред да заспиам, замислував како ќе биде мојата свадба. Како јас ќе го играм првото оро со моите родители, но за жал тоа не ми се оствари. Мајка ми беше во количка, татко ми беше до неа и кога го играв првото оро, го играв јас, па невестата, брат ми, снаа ми и внуците. Јас, за жал, А зошто беше твојата мајка во количка, Марија? Няма врска, може да прекинеме. Ќе направиме пауза, мислам. А зашто беше мајка ти во количка? што не? Имаше лоша реума, имаше бронхитис и икс други помали, поне толку битни болести, но реумата премина во лупус, системски лупус, не знам колку знаат луѓето и за тоа, но јас покрај неа научив многу. Покрај диабетисот, после тоа ми беше како еден вид студија за тој системски лупус. Тоа е болест која што напаѓа системски на сите органи. Коса, срце, бубрези. Последното што беше нападна на работниот стол, веќе ја легна и толку беше со неа, со незиното станување. И тоа траеше со години? Па поинтензивно беше од 2008-2009. Значи 3 години. Уз сето тоа имаше и неколку удари мозочни.
Така да, битката ја заврши на 9 август 2012 година. Дали А мојата свадба беше 2010. Дали мислиш дека доволно си им вратил за се на родителите? Или си им се одолжил, како велат? Успешни сте и ти и брат ти и сигурно биле горди на Они на беа вас. многу среќни со нас. На секое прикажување и на телевизија беа скромни, не сакаа многу да се фалат, ова се наши деца или беа премногу скромни и јас сум таков. Учим си и ти таков, тоа И една сакам. особина што најмногу ја сакам кај човек, скромноста, независно каде си, кој си, да си скромен. И да не се заборавиш од одолживме? каде доаѓаш. Тоа е исто многу битен момент. Беа испочитувани и од моја страна и од страната на мојот брат, мислам максимално. Во секој поглед. Од почитување, од било кај да сме, прво дома ќе се јавиш, добар сум, жив сум, здрав сум, после пак ќе дојдеш од некаде, пак ќе купиш небитно каков поклон, но за мајка или за татко сепак е битна работа. Тие не се занимаваа со музика. Татко ми не, мајка ми имаше ген и наследни особини за тоа што цела нејзина страна беа музичари. Значи, од таму потекнува Од талент. таму. Значи, од војковците на мојата покойна мајка и чичковци сите биле и во танец, и како играорци, и како музичари, и во македонска опера и балет. Мислам дека мајка ми последната. Што имаше, но ете, не се занимава Со музика. со музика, но тој ген е од нејзина страна. Како ве воспитуваа? Да бидете скромни? Да бидеме добри, да не се расправиме, да не се караме. Работите ја својата работа, немојте многу со политика да се бавите, затоа што никој не испаднал на крај со политика. Сакајте ја вашата професија, сакајте ги луѓето, дружите се, пеите, уживајте во животот затоа што е многу краток и немој да губите време на непотребни работи. Дали истото ги советуваш твоите Исто. деца? Исто. Исто, јас сум, значи, најпатриархално воспитан. Така ги воспитуваме заедно со Билјана, со мојот сопруга, нашите деца. Едноставно да уживаат во животот. Иако се мали, јас кога бев многу мал, така ми велеа, еден ден ќе пораснеш, брзо ќе дојде тој ден. И јас, да, утре ќе дојде тој ден, но времето гаси. Така е. Каде запозна твојата сопруга? Тука во Скопје на една свадба на едно убаво место Свети Пантелеймон. Да, баш ми е чудно што на свадба сте се запознали. Тоа беше љубов од Сигурно. прв поглед. Сегашните кумови што ни се сега, значи тогаш беа мои гости. И да не ги оставам некаде, дојдоа со мене. Се сместија и има скали од Пантелеймон да се стимните доле во ресторанот. И гледам девојка во убав фустан. Само се завртив. Чекај, тука нешто има интересно. Тоа е тоа. И се запознавме за време свадбата и се почна на брзина. И колку после година дена правите? Не. Се запознавме 29-28 јуни 2009-2010 правев свадба. Али на 6 месеци ја запрсив. Декември. Така, Билјана не е дел од јавниот живот. Не. Како Не. како од нејзина страна гледаш на тоа што е со тебе толку години, веќе колку 12-13 години? 5-16. 5-16 од Од 2010-та. Аха, Свадбата е 9. 2010-та. Така, значи сепак еден убав период и не е едноставно да се живее со некој кој се занимава со оваа професија. Не е така едноставно, точно, но јас секој пат и викам, мојата професија не е најтешка. Има пилоти, има доктори кои што ги нема исто и со Многу месеци. повеќе се отсутни, така. И дури многу повеќе, може и
не знам, 6 месеци, година време, значи има и нешто пострашно и од мене, така да теши се. Но сега како одминуваат годините, сакам се повеќе да сум дома со фамилијата, со децата. Да го помирам, да си играме заедно, не знам, карти или уно, било што, не лути се човече. Дома ми е дома, убаво е. Така, семејните вредности мора да бидат на Нема прво цена. место. Така. Ова твоја работа е нешто што треба секогаш ти да ги направиш среќни луѓето, ако се не расположени да ги расположиш и така натаму. Што оно што тебе најмногу те расположува во последно време и како успеваш на професионално да се избориш со тоа кога не ти е денот за музика? Јас на многу колеги сум му кажала, проблемите, кавгите, до вратата се оставаат во ресторан. Од кога ќе влезиш во ресторан, ова веселба, свадба, крштевка, нема реприза. Сега и толку. Луѓето бараат од тебе да видиш што и што си. И мене ми е најубаво кога ќе видам дека гостите играат и пеат со мене. Тоа е за мене најсреќниот момент. Така, каде го гледаш своето место на естрадата после толку години и колку си задоволен од твојот третман или третирање на твоите колеги? Па јас ги почитувам сите. Мислам дека и мене ме почитуваат. Приватно се дружиш со колегите од естрадата? Па кога можеме да се дружиме, зошто да не? Кога имаме слободно време или термини, знаеме да се слушнеме со било кој. Или случајно ако се видиме некој некаде, ако оди на некоја бензинска, тоа ни се втори домови. Тука се среќаваме. Дали на одење или на враќање, да се измуабетиме кафе, муабет, не е битно. Дали е во 3-4-5 сабајле или попладне, сакам да се дружам. Така, конкуренција мора да постои. Не би биле луѓето квалитетни доколку ја нема таа здрава конкуренција. Колку на сопствена кожа си почувствувал да има некое ривалство помеѓу вас, колегите? Дали си почувствувал некоја завист? Не сум гледал на ривалство од никој пат. Од никој пат. Сега, од кога излегов овие неколку години од Dream Team, гледам луѓето се замарат со банални работи. Додека ние бевме со Dream Team, ние немавме време да одмараме, а не да се расправаме или да оговараме или да зборуваме банални работи кои што правил и зборил или снимал. Не. Јас сакам да слушнам од мој колега убава песна. Сакам и јас да ја испеам како што тој, например, пее моја песна. Значи, и мојот репертоар ќе го збогатам со негова песна. Има ли некоја песна од твој колега која потајно си посакувал да биде твоја? Не за тоа што сите песни што се отпеани до сега, од сите мои колеги, пример, дали е Серенада од Гоце Покој Николовски или Не кани ме од Биле, значи тај отпеана така требало да биде и било кој сега да ја отпее нема Не да биде тоа. како или Жал за Деспина или од Наум за Милица или од Пепи Басировски Заветна. Тоа морало така да биде еднаш и нема реприза, толку е. Така, дали би променил нешто кога би можел да се пратиш сите овие 27-8 години наназад во однос на твојата кариера? Кога беа твоите 5 минути? Кога ја имаше најголемата популарност? Да ви кажам искрено, не знам кога било тоа. Да. Може би тоа го знае публиката, народот. Јас искрено не знам кога било тоа. Не знам кога сум бил на врвот. Не знам. Не знам воопшто дали сум бил. Не знам. Би променил нешто? Кога би се вратил години наназад? Не, искрено не. Едноставно било така како што требало да биде. Веруваш во судбина? Верувам. Верувам и понекој пат, ако не знам што да правам, оставам ситуацијата сама на себе. И мислам дека се случува онака најдобро како што требало да се случи. Верувам во чуда и дома се случиле. Треба човек да верува во нешто. Треба да верува во Господ. И ако веруваме во нештата, ќе се случуваат.
Така да, многу работи сум оставил на себе, кога веќе немам излез или не знам што да правам, немам одговор, немам решение, оставам на Дедо Боже, ти знаеш како треба и Така. Иако сме Некако. самите креатори на коцките си на сами. својата судбина, така. Да се навратиме на претходната тема која нели протрча уште на самиот почеток на нашиот разговор, дијабетисот. Не случајно сакам да те прашам во врска со тоа, бидејќи за жал се повеќе е присутна како некоја црна чума, буквално така ја нарекуваат. Како се бориш сите овие години со неа? Дали имаш некој посебен начин на исхрана? Кој е твоето искуство? Тоа е долга приказна. Има да се зборува доста за тоа. Се уште ми се јавуваат луѓе, се уште првото појавување. Одамна мислам дека прв пат прозборев 2011-12 кај Сузана Турунџиева на незината емисија. Од тогаш па се до ден денеска се уште се јавуваат луѓе, но морам да кажам дека има доста скептици кои што не веруваат. Значи мора да се верува во нешто ако сакаш да успееш. Ако си скептик и ако се со резерва се јавуваш, поарно не се јавувај. Значи не веруваш. Или ако одиш на доктор, бараш помош, поарно не оди на доктор. Лечи се сам дома ако знаеш. Така да тоа што го преживеавме јас и мојата фамилија, го преживеавме. Но испаднавме победници. Од сето тоа, во таа Југославија, значи, се расчу секаде таа моја животна приказна и имав писма од секаде. И од Врање, и од Ниш, и од Белград, од Лесковац, од Нови Сад, од Кикинда, од Дубровник, од Загреб, од Љубљана. Не знам како тоа се расчуло, имаше писма од секаде. Едноставно луѓето бараа чаре, бараа лек. Лек. Кој е лекот? Класичен лек значи нема. И да се разбереме, инсулинот не е лек што се прима вештачки. Бидејќи панкреасот е спречен да го лачи инсулинот, кој што помага во преработка на нашиот шекер, за да не оди директно во крвта, мора да го приеме по вештачки пат. Значи, во случајот е инсулинот средство кое што помага во согоревањето на шеќерот. А не е лек, да се разбереме. Луѓето мислат дека, многу за жал, не знаат дека инсулинот не е лек. Не ова само боли грлото, па е ампицилин или антибиотики ќе помине. Не. Тоа само го помага согорувањето на шеќерите во нашата крв. Како ти излезе победник од целата приказна? Голема дисциплина и строга диета. Строга диета. Значи 7 години јас не пробав благо никако. Никако. Ни чоколадце, ни бомбонче, ни торта. Значи само природни шеќери. Ништо. Па и тој природен јас бев некако доктор сам на себе, не сакав да јадам. Дури имав после 4-5-6 години ми носе дијабетски чоколада Да, од мислам Германија. на овоше, на тоа мислам. И тие не ги јадев. Од овошето јадев. Сега не многу, но најмногу јаболка, портокал. Јадев цитрусните овошја, значи мандарина, лимон. Знаев да си направам цеден сок, но ретко беше и тоа. И од тој шеќер ми беше страв. Од толку што имав голем страв према тој шеќер, значи ми беше страв да и конзумирам дури и овошјата. Така е до ден денеска? Денеска не се пазам толку многу како што се пазев. Значи тоа беше многу одамна. 82 крајот до 86 јануари примав инсулин.
3 години. Првата година примав сабајле вечер и мислам дека успехот беше тој строг режим и дисциплина во исхраната. Значи, ако кажам дека, не знам, се зборува дека во JNA имало режим, или, не знам, швајцарска војска, јас бев пута 10. И тоа беше твојот совет за сите оние кои ти пишуваа? Па јас го кажувам, ама не знам како го практикуваат дома. Значи, треба, ако пример во 7 треба да се доручкува, во 7 треба да е доручкува. Јас, значи, во 6:59, тоест во, бидејќи бев прва смена на училиште, инсулин примав во 6:29, во 6:30 седнував за доручек, до 15 до 7 и на училиште. И тоа така до ден денеска се држиш до таа дисциплина? Се држам. Да, пример, сега јас се дигам од спање и доручкувам одма. И тоа колку може и ти дозволува твојата професија да го правиш? Сега се случува некој пат да си легнем и во 6 во 7. И јас ќе се најдам, па ќе си легнам. Значи тоа не е важно. Не се јадело, не знам, навечер, не се јадело сабајле, не знам, за тоа кај мене таа парола, не знам, формула не важи. Бидејќи диабетичарот, неговиот систем и функција не е како пример кај обичен човек. Тука е друго. Тука мора да се има храна, гладен никако и никако не треба да се прејадува. Така, колку си дисциплиниран и го пратиш сето тоа, дали често посетуваш лекари? Си правам контроли, како не? Си правам контроли. Не само шекер, значи и комплетна крвна слика, мокраќа, редовно си правам контроли. Не само јас и фамилијар. Дури еден совет би дал до Министерството за образование. Не само еднаш во годината да има систематски преглед. Минимум 3-4 пати треба да си. Затоа што пред некој ден имаше едни луѓе од Кочани дојдоа, вика пред 2 месеци немавме ништо. Не е тоа од пред 2 месеци. Тоа уназад. Тој шекер дал сигнал. Дали болки во екстремитети, дали мирисот здивот мириса на ацетон, значи тоа е висока концентрација. Тоа беше страшна бројка, многу висока. Сега кога ќе имаме подобро здравство, кога ќе контролираме малку повеќе, добро, треба и нашата совест да биде поинаква. нема да дојде до ова дереџа кој што дојдовме сега. Генерално за сите зборам, за сите генерации. Не само за учениците, не само за студентите. И сите што се вработени. Значи, шекерот порано беше во повозрастна генерација. Сега се повеќе од кај бебе помладите, до не знам, до 100. За жал. Како што кажав ти, и јас така викам, црната чума на денешницава. Така, за жал. Што е, еве да зборуваме малку за една поубава тема, музиката, што е она што се крчка на музички план моментално? Па се крчка сега. Полека се спрема нешто ново. Се спремаат песни. Треба да се снимат видеоспотови. Сакам концерт. Но ајде да не збориме пред време. Зборуваме за 2025 година или? 5 и 6. И 6. Да. Веќе има датуми одредено и за следната година, и за оваа година. Се спрема, сакам уште еднаш да ја преснимам Солзи нека пресушат. Друг аранжман. Да, малку во помодерно, поубаво. Нема да се бега многу од она главна конструкција што е на песната, но сакам да заживее на поинаков начин. Возобновам и сакам за една песна која што многу ме потсеќа на мојата мајка. Песната се вика Виски. Сакам да снимам исто така еден добар видеозапис баш за таа песна. Уште една балада имам меѓу постарите песни.
никој после тебе, иначе ретко знаат како се вика, па ја викат дождот. Сакам исто така и таа песна да ја преснимам во едно. Повторно ќе соработуваш со твојот брат Куки, кој најдобро те познава и некако ја обележа твојата кариера со твоите најпрепознатливи песни. Па Коки и Сашко. Многу песни имам исто така и од Сашко, но откритие сум на Коки. Бекрија, значи, меѓу првите е на Сашко. Солзи врели е на покоен Драган Вучич. Бела Јасмина, аранжманот е на Сашко. Свадба правам јас е на Сашко Велков. Љубовен танец 97 е на Коки. Така, значи тоа е еден тим кој победува и не се менува. Не сакаш да експериментираш. Следуваат сите песни љубовни на Коки, Запајте браќа, Ти само ти и така натаму, пак е Сашко тука. Најмногу со нив двајца. Така, дали на Сашко и на Куки прво им се јавуваш за некоја критика врзана за твојата работа? Најмногу им веруваш? Па да. Многу школа научив од нив. Од 92-3 со Сашко, со Коки и како Модус бенд имавме таа чест да видиме со еден од најдобрите музичари не во Македонија, на Балканот. Значи Сашко е фантом од музичар и ја тогаш во тоа време свирев и бас гитара и пеев. Сашко имаше способност да свире и да слуша ја што пеам и што свирам на бас и брат ми што свири и оној како тропе и тој. Значи имаше способност да не слуша сите што правиме како правиме. Не укажуваше на грешки, брзо учевме на грешките, така да многу добро школа научивме. Мислам, стрикно е и за мене, јас научив и од Сашко и од мојот брат. Колку твоите деца се талентирани за музика? Имаш една ќерка која има 11,5 години и син кој има 7. 6,5, тука се 5 Така. години имат разлика. Имаат сигнали за музика. Дуња има дома едно така клавирче малечко. Намерно не ја покажувам ништо, да видам колку она сака да се интересира. Веќе игра орка, многу брзо. Значи традицијата продолжува. Брзо се одадува. Скоро има концерт, членка е во Орце Николов, има јубилеј 80 години. Од најмало до најстаро, она беше во најмалите. И на моје големо задоволство и на сопругата дава надеж, брзо учи, талентирана е. Како ти ја гледаат на твојата популарност и твојата работа? Не разговараме многу за тоа, само ќе ме праша Дуња, пошто е повозрасна, Да, веќе тинејџерка. повеќе ги разбира работите од Данила. Тато денеска ме праша кој ми е татко и јас кажав Маријан и па ништо, добро. Така. Значи веќе има некоја реакција Да, и веќе разбира за што станува збор и со што се занимава татко. На крај, секако, ја слушнавме твојата животна приказна, која, гледајќи те пред малите екрани и пратејќи ја твојата кариера, воопшто не оставаш печаток дека си поминал низ еден ваков пат. И како што кажа во самата најава, секој од нас ја плете, ја крои својата судбина, поминува низ својот пат. Во секој случај, секоја чест за она што си изборил да го направиш и што си останал цврсто на земја поред сите овие препреки. Едноставно, таков сум. Таков сум воспитан, таков и ќе останам. Се гордеам на некој која ќе успее. Не сум зависник, не сум некој што љубомори, баш напротив. Сакам и се гордеам на тугите успеси. Нормално се гордеам и на своите успеси. Она што ќе го направам, она што ќе го постигнам. Слаба точка ми беше мојата мајка и секој пат кога доаѓа на тема мајка, тука сум слаб. Да. Емоциите не се воздржуваат. Јас се извинувам за моментот, но Тоа е се природно. секој жив, нормален човек кој што има емоција, не
оваа фела, значи музичари, пеачи, имаме посебни емоции. Ние сме уметници, така да тие моменти знаат да чепнат. Така, и длабоко. музиката која изнесувате мора да потекне од некоја емоција во секој случај. Токму така. Благодарам за искрената емоција и за искрениот муабет, Маријан. Ти посакувам сигурно што го имаш замислено за оваа и следната година да се оствари. И Благодарам. лошите работи да ги оставиме позади себе, да гледаме само позитивно. Токму така, јас сум со таква прва. Она што било нема да се врати, мора да гледаме напред, да го живееме животот, да не се замараме многу со глупости, да ствараме, да музицираме, да пееме и едноставно сите да уживаме во животот. И во моментот, бидејќи денешниот ден и овој момент нема никогаш да се повтори. Не се враќа. Така е поубаво не можевме да го завршиме овој издание на Живот на приказна. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам Им се и на благодарам вас. и на нашите гледачи и секако се гледаме точно за 7 дена во истото време на истото место.